Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Мајко моја, како ми го грабна телефонов, добар ден, а јас снимав да ставам стори, да се најавам. Стори, добро утро, добар ден за оние кои што малку порано како настануваат, а добро утро за оние кои што уживаат и си поспиваат во текот на утрото. Денес среќна среда, најсреќна кога сме во полн состав, онака како што треба, полни со информации, новости, музика, занимливости, се што мислите и сакате ова утро да слушнете или би мислеле дека би било добро да го преслушате, ќе го дзирнете, преслушате, видите кај нас. Да проверам дали сме лајв на социјалните мрежи, мислам дека притиснат, да. Копчето е притиснато, сега може да не гледате Летаме. И на Facebook и Instagram. Добре дојдовте на Радио 2, добре дојдовте и на македонската телевизија, по утринската програма од 7 часот и 30 минути, пред ритамот на денот, ќе го заокружиме утрото и ќе го стартуваме пладнето со звук што се гледа до 10 часот и 50 минути, овој 26 август 2026. Ау, што сме Ау, што? Добро. Без Мислев паника. нешто те касна. Не. Знаеш ке имаме продолжен викенд? Имаме. Тоест имам продолжен викенд. Јас ке имам ретро петок во петок. Так. Ти имаш слободен викенд, јас ке си земам празнично. Но тоа е твој избор што нема да си бидеш на работа во ретро петок, ќе ти фалиме, ќе ти недостасуваме. Јас ќе навивам од топлината на мојот дом, со оглед на тоа што имам двајца ученици за подготвување од 1 септември. Дефинитивно овој викенд ќе го двајца, едниот е втора година средна, едниот е трето оделение и едно кое што не постои. Јас те свати две првачиња, затоа ме збуни. Двајца школарци, не реков? Не, јас така те сватив, погрешно. Ти треба кафе. Добро. Кафе ќе се напиеме, ќе погледнете краток джингл и да ви информираме за тоа што е оно што ќе гледате во следните 57 минути. Добро утро. Добро утро. Време е за ретро хит. Тоа што е ново, како стартувавме со втората сезона, ја започнуваме и ја завршуваме емисијата со одличен избор на ретро хит. Така, се работи за една песна која што сме ја слушали во ретро петок, песна која што според интервјуата кои што ги гледав е еден од поскапо направените и потешко макотрпно направените видеозаписи, но затоа беше песна чиј видеозапис го памтиме сите заедно. Сработи за нашата дива Маја Гроздановска-Панчева, Мачка со 9 животи. А се сеќаваш ли на хитовите како Барбика, Празна перница, Низок удар? Како не? Така? Тоа се песни кои што ние сме растале со тие песни. Не морам да ти кажам дека во својот автомобил чувам USB полно со македонска музика. Добро. И зависно од денот си избирам изведувач и морам да ти кажам дека многу песни имаме заборавено. За жал најголем дел од нив ги немаме со видеозапис на YouTube и никако не можат општо немаат видеозаписи, никако не можеме да ги пуштиме во емисија, но се надевам дека ќе копаме по архивата и нешто ќе најдеме, можеби нешто кое што ќе ви изненадиме. И тебе, Ване, и ти, мене може да ми изненадиш со нешто од архив. Вака, зборувајќи ја откри емисијата и целта на звук што се гледа, ќе поддржуваме македонска музика и стварно ќе копаме песни кои што можеби и биле заборавени. За жал, ете убаво велат спот кога ќе те праша новинар, или кога ќе прашаме некој пејач зошто снимаат спотови, еве зошто снимаат. Одговорот го дознав на 38 години. Добро утро. Време е за ретро хит. Маја Гроздановска-Панчева, Мачка со 9 животи. Ја слушаме на Радио 2 и може беше. Спотот го гледаме на македонска телевизија и секако на Facebook и на Instagram на Радио 2 Марата. Добро утро. Животот е како тивка река, длабочини тајни со тага и среќа. Еден ден како најубав ден, еден гази расипува, уништува се. Бели зборовино, црни вистини, лаги, трачки сполнуваат души. Колку да даваш, нема никогаш крај, за алчни и сурови не постои знак.
kraj. Kaj tebe nikogaš ne postoja tlagi. Ti po mrakot возбудува sjaj. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe, život ti si koga. Možeš da ostaviš i повторно da продолжиш. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe, život ti si koga. Možeš da ostaviš i повторно da продолжиш. Od tvojte oči se kratko i jasno. Ti si ona što posakuvam. Možem da vikam i da pejam glasno. Po tebe ludo se zaljubuvam. Koga bi bila kako tebe so kanđi bi grebela na se što predviduva kraj. Kaj tebe nikogaš ne postoja tlagi. Ti po mrakot возбудува sjaj. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe, život ti si koga. Možeš da ostaviš i повторно da продолжиш. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe, život ti si koga. Možeš da ostaviš i повторно da продолжиш. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe, život ti si koga. Možeš da ostaviš i повторно da продолжиш. Mačka so tebe, život ti si koga. Ti imaš rešenje za site problemi. Mačka so tebe. Мачка со 9 животи. Види, направи рефреш на Инстаграм да видиме, можеби. Не гледате ли на Инстаграм? Не гледате ли на да Инстаграм, да. видам, да, имам некој проблем, можеби. Ај, го се вративме, тука сме. Мачка со 9 животи си кога имаш решение за сите проблеми. Го најде ли ти решението низ годините? Никој не го има решението за чувствуваш ли сите како проблеми. Па, да, со оглед на тоа што во животот знаат да ни се случат многу преубави работи, па никако со секое завртување на листот, да речеме, на нова ера од нашиот живот, да, чувствувам дека трошиме по еден од нашите животи, имаме многу. Супер, Леле, одлично. многу филозофски се Многу свикна, филозофски, следам, дали не многу, можеш ни да те не. следам, да ти И одговорам ја не можев нешто. сама да се следам, извинете многу, но ќе продолжам со одјавата на песната, почетокот, тоест крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите, звучеше вака. Ете така. Време е за вас, нашите слушатели, подаруците и овие прекрасни чаши за кафе кои што ги доделуваме со ова лого звук што се гледа и Радио 2. Денеска Така е. имаме две фотографии. Првата ги освои нашите симпатии и срца. Не ја пуштивме вчера, бидејќи ни требаше одобрение од мамичка да го објавиме. Мама одобри. Од мама одобри да го објавиме нашиот најмлад слушател и гледач кој што ужива со звук што се гледа. Така. Како Ова беше е именцето, само не можам да се сетам. Ако не се Јаков беше лажам, малиот, мама така. Александра ни ја испрати фотографијата, вели на овој начин ве слушаме, уживаме, гледаме и големи поздрави од нас од овде од студиото, сите како екипа, затоа што навистина се трудиме да бидеме интересни и да ви го разобавиме. Утрото се надевам дека успеваме во тоа со оглед на тоа што имаме многу фотографии секој утро. А втората фотографија ни е од Христијан, исто така наш слушател кој што ни ја испрати вчера. Еве како се гледа на македонската телевизија звук што се гледа. Значи Туго, денеска доделивме кафе две кран. чаши за кафе. Ќе може да се ги подигнете на пријавницата на македонската За чај? радио телевизија. Леле со чаев продолжи и денеска за кафе. Може да се става и сок во чашата. Се што ќе си посакате и се што сакате да си пиете, дури и чиста водичка, може да си се послужите. Наше е да ви дадеме една мала благодарност од наша страна, скромна благодарност за тоа што ни испраќате фотографии, така што продолжите да го правите тоа. Никола
ќе го поздравиме Вито, господин еден и Ни Свилен. заеден. Така му е Ај, профилот. јас демек да ни го кажам цел. Вана ме притрка и Свилен кој што ставиле. Ете ми се уклучи Инстаграм, само Кате вели добро утро и добар ден. Добро, Добро, еве ќе Кате. намалам тука звукче. Во име на Кате. Во име на се Кате, ние пушти во ете. секаде следиме Инстаграм и Фејсбук и така знае нешто да ни влезе. Кате да ја поздравиме, да, во еве етер. сега гледам јас пораката доцна малку, ама она што не доцни се сите оние информации кои што ги имаме за вас денес. Една таква ќе ја дознаеме Малку после... подоцна, да, после Сирили Кидина, време е за музика, во тебе одличен гледам, избор. одличен избор, одличен македонски хит слушаме сега на Радио 2 и означуваме точно 10 часот. Точно е 10 Точно е часот. 10 Точно е 10 часот. Добар ден, добро утро, вие сте со Радио 2, македонска музика во звук што се гледа до 10:50. Ко слушам јас само ехото на мојот глас пред себе и затварам очи, замислувам и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Отварам очи, гледам зрак, ме осветлува во мрак. Ме води пак, ме повикува, ме осветлува во мрак. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Искрена, деш во темнина, еден чекор до преградка. Се наоѓам во илузија, во себе те чувствувам. И затварам очи, замислувам и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Отварам очи, гледам зрак и прашувам каде е љубовта, каде е надежта, каде е радоста. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Во тебе сум јас, во мене си ти, во тебе се гледам себе си. Сирили Кидина, во тебе гледам, одлично лирик видео, нивна продукција, нивна изработка, па и вакви видеца може да направат Со нашите цел да го изработувачи. научиме текстот многу полесно. Не, тие што немаат спот, може и вака да се спасат некои песни од заборав. Генерално да, меѓутоа тоа треба веројатно да се изработи на начинот на кој што треба, а ние би сакале се она кој што вие ќе изработите да погледнеме, секако се што е добро квалитетно и ќе го заслужи вашето внимание овде. Зорка, отвораме еден многу важен календарски ред за денеска. Добро. Од оние нели денови кои што се одбележуваат. Денеска ќе почнам со тоа дека го славиме светскиот ден на кучињата, најдобрите пријатели на човекот. Морам да споделам нешто. Што? Да те давам за пример за човек кој што обожава животни, но има вдомено 4, ако не се лажам. 5. 5 Да, од Да. пред еден месец. 5. спасани од улица, за да не бидат на милост и на немилост на топлите или ладни или сурови скопски улици. Ване го отвори домот за 5 од нив. Ужива, се грижи и секогаш кога можам да споменам на оваа тема, сакам да го кажам тоа, затоа што си пример за хуманост и пример за човек со големо срце. Тоа не е лесно да се направи. Имам едно и точно знам колку е тешко да дојдеш на ред да го воведеш, затоа што ти си имаат некој посебен ред, некои посебни желби, а мора најважното, кога ќе се вратиш дома и се радуваат како да си се вратил после 10 години од пат.
Да, дефинитивно се согласувам Ама со нешто тоа. ми се разнежни. Па се разнежнив, зашто убаво ме пофали. Што треба да кажам, освен ако си имате миленик дома, да си го гушнете денеска. Иако немате, може би е денес совршено време да размислите да ги отворите вратите од својот дом на некоја која што е напуштена, да му дадете втора шанса да почувствува топлина на дом и човечка љубов. Добро, Тоа е сега. најмалку што може да направат. Ама чекајте, денеска е и ден на нешто без кое кучињата. Па добро, сега кучињата можат без него, меѓутоа мислам дека луѓето би имале без тоа сериозен проблем. Сега прочитам што е тоа. Да, денеска е светскиот ден на тоалетната хартија. Замислете, тоалетната хартија има свој светски ден. Најпоценетиот велизум во историјата на човештвото, тоа е онаа работа за која никогаш во животот не размислуваш, се додека не сватиш дека ја нема во тоалетот. Така е. Е тогаш Зорица, тоа ролниче станува највредниот и најважниот објект во цела куќа, предмет. Предмет кој што се Предмет. бара, настанува паника од епски размери и одеднаш сите почнуваме да ја целиме архитектурата на тоалетната хартија. Не ми се верува дека се го правиме муавет. Па тоа е тоа. Тоа е тоа. Време е за музика, но пред тоа само да најавиме дека денеска за кратко ни пристигнува и гостин во студиото, еден одличен млад човек кој што е пример за инспирација, за упорност и за тоа како треба младите да го избираат својот пат. Александар Динев, еден од попознатите во еден збор инфлуенсери, влијателни да, тиктокери, влијателни млади луѓе, ќе го имаме тука во студиото. Зорка, верувам, подготви интересни прашања. Има многу интересни прашања, има прашања кои што од секогаш сум се обидувала да добиам одговор. Читав по интервјуа и не најдов каде има даден одговор на сите тие, ама денес имаме можност да испиеме кафе, кое што ќе му го предадеме пред да седне, за да не направиме белја. Да не направи Ване белја, И да. секако ќе го распрашаме се на кое што сакате да го распрашаме. А во продолжение Сакам, Каролина Гочева, Бели цветови, ја слушаме на Радио Еј, 2 браво. и се разбира уживаме во спотот на македонската телевизија и на Facebook и на Instagram Радио 2 МРТ. Вистинско време да ве подсетам, 10 часот и 6 минути. Имаме топло предпладне, 29 степени во моментов е температурата во Скопје. Ве чекаме на Facebook и на Instagram да ни пишете Радио 2 МРТ, да ни подготвите некоја добра фотографија или некоја добро видео. Македонска музика слушаме на Радио 2. Добро утро. Бистра вода се рони по брегови, извор извира под бели снегови, тоа срце во љубов се преплави, мразот се растопи. Јужен ветер со пролета развеа, гласот мој памук сегде се разлеа, сама од себе треба та изникна и ми отвори пат. Од мене до тебе пат, љубов моја, дај да ти дарам дарови, бели цветови за твоите образи, дај да ти дарам дарови, што ги разбуди ти, дај да ти дарам дарови, бели цветови за усните румени, дај да ти дарам дарови, звони влюбиле ти. Меко езеро лежи во срцево, сонце пладнено тука се вдомило, не изгреано, ниту е зајдено, вечно најубаво. Од мене до тебе жар, љубов моја, дај да ти дарам дарови, бели цветови за твоите образи, дај да ти дарам дарови, што ги разбуди ти, дај да ти дарам дарови, бели цветови за усните румени, дај да ти дарам дарови, звони влюбиле ти.
Ке му кажеш на колегата од радио ако не слуша кафе, По дека ти треба. некоја случајност, ако може, ете кафето никако да го добијаме, било совршено за да се подружиме. Колега Игор Какоринов, техника, Радио 2, кафето за Зорка да се донесе во студио и за мене едно, ако не е утро, проблем. ако немаме кафе, мислам дека да, апсолутно заслужуваме со оглед на тоа што пораките велат баш она кое што и јас го мислам дека сме неуморни. Чекај малку. Чекам. Падна на тестот за чај. Сама си кажа кафе, да не слушнам чај веќе. Затоа си ти тука да ме убедиш. Душата ми ја извади. Затоа си ти тука да ме видиш, дали те молам ќе им дадеме простор на сите оние кои што не гледаат и многу те пореки кои што ги добивме Јас утрова. многу сакам предност да им даваме секогаш на Така. слушателите и на тоа што се случува на социјалните медиуми, бидејќи се радувам кога имаме многу пореки со. А имаме многу пораки. Добро утро вели Кристијан, Душица вели убав ден на сите. DJ Тони вели поздрав работно од Ресен, Веко 25:45 вели добро утро и убав ден, убави луѓе. Ви благодарам. Ве гледаме, ве слушаме и се радуваме што е така. Морам да ве поздравам и ова утро бидејќи секој ден ми го разобувате денот и баш сте кул. Ѓорги Крстевски ја бара Ката. Ката ќе слушнаш Ѓорги Крстевски нешто по 11, ако не се на лажам. Радио 2. Мирчевска Трајковска вели поздрав до цела неуморна екипа. Ете таа е пораката која што сакам да ти ја принесам и ви благодарам што сте така прекрасни. Не може денот да биде лош ако имаме вакви убави гледачи и слушатели. Многу се израдував, голем број Ама на и овде пореки. имаме и на Facebook, имаме тебе, само од Инстаграм, ама мислам дека ќе ги оставиме за момент. Да, најдоброто мерило денес на рейтинг. Социјални медиуми. Ете, Активност, така. ете, да не Дојдовме речат до се тоа фалиме време. сами. Не, сакам да кажам кога има вакви интеракции, јас навистина се радувам, знам дека не е Па трудот. навистина е за среќна џабе. среда. Па срекна среда и јас би сакал, ја како мал секогаш го сакав радиото и замисли кога бев мал да ги гледав луѓето што работеа во радио, вака кога водат емисија. Или да можеш да стапиш во директен контакт со нив, Со да нив. му кажеш што е на кое што ти се допаѓа или она кое што И го стапував, ми имаше пејџер. Имаше и И телефонски број, доделуваа ама на секогаш едно, беше на едно зафатен. локално радио во Тетово, доделуваа секој ден сендвич. Тогаш беа по 30 денари хамбургер Добро. француски, а една порака Вкусно на ли беше? А една порака на пејџер беше 10 денари, 15 денари. Па, добра и ти ќе се математика. јавиш 10 пати си го преплатил 15, 30 150 вече. денари си И платила. повеќе, така, 5. не би. Добро. Се враќаме на нашиот луд Тоа е календар се за што овој треба да знаете за за Ване. математиката на Ване. Да, се враќаме на нашиот луд календар за 26 август. Е сега Зорка откако ги испочитувавме кучињата Така. и тоалетната хартија, време е за малку поприземни, ама сепак забавни теми. Денес ќе упатиме една порака, бидејќи во светот, поточно во Америка, денеска е и денот провери се. Аха, ама ова е нешто што Ама е многу важно. сериозно да. провери се. Да, ова е нешто што е многу важно и јас многу често се обидувам да го споделам. Може ли да го кажам на мојски? На Постојат твојски, три многу да. важни прегледи кои треба постојано, односно на 6 месеци да ги правите, ама редовно да ги правите, тоа е стоматолог, за жените гинеколог и се разбира оној општ голем преглед кој што треба да се прави, затоа што проблемот ако се детектира навреме, се надам дека нема проблем, нели, но доколку се детектира навреме во било која област, мислам дека многу подобро може да се реши. Јас кажав за жените, претпоставам дека и ти ќе Па, кажеш. уролог е за мажите, да. За мажите. Ве поттикнуваме да размислите, еве, завршија годишните одмори, можеби е навистина време, иако овој ден нема такава важност кај нас во Македонија, да ние еве ве потсетиме на оние важни работи кои што треба да ги направите пред си за себе и за сопственото здравје. Значи, абе ќе закажам следна недела, нека не биде денес Никако. најдолгиот временски период во универзумот. Така е. Кога сме кај здравието, денеска е денот на испробување на спортови. Велат не мора да бидеш професионалец, идеален ден Имам да прашање. или идеален ден да чекаш да пробаш нешто ново, со прашањава аман. Кој е Повели. последниот спорт што го имаш испробан? Пливање. Пливање? Да. Ама ти си успешен во пливање. Пливам редовно. Сега не. Прашаме. Па и ти пливање. Не е пливање мојот последен Што? спорт. Пробав да. Како си рече, прашаме ми, најде ќе те прашам, што е последниот спорт? Па добро, што е смешно. Како што може да видите, неуспешен е мојот овид за трчање, иако нели спортското трчање на атлетиката Добро. си е нели една важна спортска гранка. Јас сега засега ќе се обидам да најдам друг спорт. Многу ме интересираат боречки вештини, никогаш не сум ги пробала, мислам дека добро би се snашла. Брзо реагирам. Музика. Орхидеја погрешен број музика. Некогаш е добро да се слушне музич. Сватив. Добро. Звук што се гледа. Добро утро, ова е Радио 2 и ве чекаме да ни пишете Радио 2, морате сме на Facebook и на Instagram. Нова тура пораки пристигнуваат сега. Наскоро се радувам што ќе можеме и во живо да ги емитуваме пораките. Дајте ни уште малку, неколку дена време, втора сезона, новитети, но ќе навлеземе во штосот. Може музика. Ајде. Pogrešan broj
Малку алкохоли, јас се променувам. Не сум мирна и правам се што не смеам. Со друг ме виделе, знам ме, ве ти признавам. Крени, јави ми се, бар да се извинам. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, број, погрешен број. Број, погрешен број. Малку алкохол и се буди лошата јас. Тогаш нема од мене ниту трага, ни глас. Пак сум била со друг, а не се сеќавам. Не ми простувај, не те заслужувам. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Бар да чујам на час, вртите погрешен број. Не се јавувам, јас те бара не вирот мој. Ајде кажи ми бар, вртите погрешен број. Не се Орхидеја и погрешен број, одлична песна. Да, одлична песна. И се радувам што ти се допаѓа. Ова е една од Се радувам што ти се Се допаѓа, радувам. зошто така на нос ми кажа? Не, затоа што читам во исто време, ја не сум толку вична како тебе, вракаш на пораки, Може ли зборуваш. да кажам една тајна? Не може. Не Може знам ли која да кажам тајна е. една Прво тајна? За треба да ми ја лаптопов шефнеш. мој, зашто цело време зиркам кај тебе. Не ми молам, работи. сврти го. Значи не ми работи. конечно да кажам. Те молам Да не сврти. испадне зашто зиркам и се расипа лаптопот. А не дека сака да препишуваат А не кај дека мене, сакам. затоа што нема да му дозволам да препиша секако. Треба собственото знаење да го има. Добра, ма убаво така личи таа. Па кога веќе го имам, нека Знаеш седи што тука. би вака, направила? еве, вака. Јас би залепила слика од тебе, на пример, кога сакаме цовреки, ми вака ќе ти збору. Зошто да не? Не знам дали знаеш дека моето прво појавување на радио беше со фотографија од мојата Од мене? најдобра. Па не, тогаш не се познававме, тоа Аха. пред многу, пред 15-18 Добро. години. Беше со фотографија од мојата најдобра другарка и додека ова го имам кажано на едно интервју и додека ја гледав, си разговарав како да си разговарам со Неза и излегувам од пробата воодушевени сите. Браво, па да, многу е лесно кога разговараш со твојата најдобра другарка да изведеш нешто кое што е тако добро. Нови пораки? Да, Дејан вели поздрав до Ване Марковски, најдобриот водител на Радио 2. Аман. Јас Ти кај тоа сум. да ми го прочиташ. Јас кај сум. Зорка е многу подобра од мене. Реков аман за Зорка, мисля дека нема да ми го прочиташ тоа. Не Ама сакам да ме како фалиш. може, ама како може да не ти го прочитам. Поздрав, Васко Дејан. вели, да, добро утро, на работа сум од 9 до ту и не можам да ве слушам. Тогаш затоа пак ве гледам наутро додека појадувам и ми се допаѓате многу, најмногу затоа што македонската музика е редовно подкрепена и со видео. Затоа ќе му благодариме на нашиот колега Дејан кој што неуморно ги бара сите тие видео спотови, ги склопува, ги сридува, ги мазни и вие ги гледате на телевизија. Ете така. Ги Може би мазни. некој ќе го покажеме тука. Може ќе го покажам ја да без Време е камера за сега. за нашата омилена рубрика нема да ти се верува. Денеска навистина подготвивме една интересна модна приказна, инспирација што
ќе се допадне на сите кои што сакаат необични и откачени идеи. Дали некогаш си помислила да носиш патики, например, направени од стари фудбалски топки, чанта направена од тастатура или чевли изработени од ролни по повод еве денот, денеска тоалетна хартија? Ништо од тоа. Ќе ја запознаеме Никол Мек Лафлин, па ни јас до сега не сум помислил, додека не ја видов приказнава и веста. Таа е дизајнерка која зема буквално се што ќе дојде под рака, од пакување за храна и ѓумбир до стари ракавици и искористена спортска опрема, и од тоа прави мода што го полудува целиот свет на социјалните мрежи. Еве како. Запознајте ја Никол Мек Лафлин, младата креаторка која стана апсолутен вирален феномен на социјалните мрежи. Таа го залуди целиот моден свет со својот концепт наречен upcycling или уметничко рециклирање. Се започна додека Никол работела како графички дизајнер за големи спортски брендови. Во слободно време, наместо да купува скапи материјали и текстил, таа почнала да експериментира со работите што ги наоѓала во сопствената соба. Земала 3 пара стари патики, ги расекла и од нив сошила елек со джепови. Направила чанта од заборавени куински сунгери, панталони од стари ранци, па дури и влечки од амбалажи за омилениот чипс. Никол Мек Лафлин денес е буквално институција во светот на модерната улична мода. Незината популарност не е само во лековите на социјалните мрежи, туку во тоа што најголемите светски брендови буквално се борат за незиниот потпис. Покрај тоа што ги полни модните магазини, одржува предавање на престижни дизајнерски факултети. Таа ги учи младите како да создаваат одржлива мода без да трошат пари за материјали. Незината филозофија е сосема едноставна. Модата не мора да ја загадува планетата, туку може да биде одржлива, забавна и полна со хумор. Па, пред да фрлите некој стар ранец, искината патика или куинска ракавица за рерна, размислете добро. Со малку имагинација, ножички и лепак. Кој знае, можеби вие ќе го скроите следниот откачен македонски моден тренд. Ете така, Морам да кажам во нешто. нема да ти се вера што. Немам прашање, морам да кажам нешто. На начинот на кој што господјата ги прави сите тие модни парчиња, ние правевме облека за барбеки кога бевме мали. Се што ќе најдеш, можеш да го направиш вкусно. Сега како изгледаше, тоа е дискутабилно. Добро. Меѓутоа, ова фино изгледа господјата која што го прави. Одлично изгледа. И не изгледа ни блиску до тоа што ние го правевме. Да, денешниот 26 август не носи еден многу посебен и голем повод за цела Македонија и за целиот свет. На денешен ден родена една од најпознатите скопјанки во историјата, мајка Тереза, родена како Агнеса Гонџа Бојаджију во нашето Скопје во 1910 година. Малкумина знаа дека во 1979 година Зорка, кога ја добива Нобеловата награда за мир, таа го одбива официјалниот свечен банкет и нели упатува барање сите пари да се искористат да им се обезбедат оброци на оние на кои тоа им е најпотребно. Браво. Ете, денеска го одбележуваме роденденот на мајка Тереза, 26 август. Видовте, пред малку пристигнаа нашите гости во студија. Се изгушкавме, Се изгушкавме, време е за музика. Ена ни е следна со Кода нема утре ден, па и така треба да се живее. Уживајте со музика, а потоа те оставам со Динев. Може? Едва чекам. Интересни прашања имате, ќе биде интересно и убаво. Добро утро. Добро утро. Вие сте на Радио 2. Никој не знае што ќе се случи, не знае. Никој не знае денот што ќе донесе. Како да сме сами, кога во мене гледаш ти.
и се радувам што тука сум. И се радувам што ви се допаѓа нашиот денешен музички избор. Тоа го покажувате на социјалните мрежи преку сите тие коментари кои што ги испраќате. Не добивме фотографија уште или немам проверено, а веќе имате пратено, тоа ќе го провериме за многу кратко, но предност ќе дадеме на некој кој што ова утро стана, се разбуди, се освежи и дојде на моје огромно задоволство, затоа што неговата кариера, верувате, ја следам, ќе кажам од твоите почетоци. И ако некој треба да ми рече како би требало да опишам, тоа би било момчето кое што постојано се смее. Ама не да се смее онака, нели туку да се смешка многу пријатно, да те тера од другата страна на мобилниот телефон и ти да се смешкаш, само затоа што тој смета дека тоа е нешто прекрасно. Кафе. Те молам не со кафето. Не, само морав да те коригирам, ранобудеце. Ранобудеца, да, тоа сега знаеш, сакав. Тоа ќе прашав, дали е ранобудец. Те знаеме првично од TikTok, но и од Instagram, имаш стотици илјадници следбеници. Ти си, веројатно, ако треба вака да размислам, еден на најголемите наши светски брендови сам по себе, а и соработуваш со дел од нив, но изгради и своја кариера вистинска. И сега, она за што денес те викнаве, затоа што сакам да знам што стои позади позитивната енергија и секогаш насмеаното момче од Валандова. Прво, добре ден, не те оставив збор да кажам. Да, јас се топам, уживам во секој комплимент, вака Па уша. не е комплимент, ова е вистина, ова е на вистина така. Значи, оние кои што те следат, знам дека сите те следат и те познаваат, знаат дека си момчето кое постојано е весело и насмеано, но така ли е секогаш? Па, прво ти благодарам за се. Искрено се трудам да бидам да кажам позитива, не само за себе и за луѓето околу мене, ама паралелно морам и да напоменам дека некогаш имам периоди каде што не е тоа така. Мислам, Па нели тоа е нормално човечко, денат, ние сега се смееме, може потоа со Ване ќе се скараме, тоа зависи што ќе ми каже Ване после емисија. Шалом на страна, може ли да се вратиме на почетоците твои? За оние кои што можеби не те знаат од порано, јас те следам, па долго време те следам, така што точно знам дека ти не си баш кратко на социјални мрежи. Ако денес се вратиме, да речеме дека можеш да се вратиш и да се вратиш на првото видео што си го снимил, дали би го објавил повторно? Се сеќаваш ли кое е твоето прво видео? Апсолутно да. Имаше ли трема пред да го објавиш? Искрено, јас првите видеа што ги објавав на социјалните мрежи беа на англиски, каде што не ми се гледаше ниту идентитетот, ниту ништо, снимам видеа како играм игри. Како ти текна Динев тоа да го направиш? Па, гледав како други Затоа што треба храброст. Да. Добро. Тоа да, ама и бев дете, искрено Колку моето имаше? првото видео мислам дека бев, не знам, или 12 или 13 години. 13 години, вау, и Да. тоа е храбро и тоа е да си бил доста млад. Колку имаме денес? Не кажуваме, извини, готово го враќам Не, прашањето. ај погоди. 22 или 3? Браво, 20. Леле, Немој дојдеш на катројката, рано е. 10 години те следиме на социјални мрежи, значи сериозно време си популарен и присутен. Па искрено јас станав популарен кога почна да објавам на кај 16 години. Тие беа се некои стари профили кои што не ми беа успешни приказни и поради тие неуспешни приказни јас изградив многу искуство и научив како да снимам, да Браво. едитирам подобро. Ова беше многу важно што го кажа, Да. заради тоа што можеби не слуша некој млад кој што се вика, окей, јас пробав едно, објавев и не е тоа, но ти требало 3 години да се изградиш и да почнеш нешто кое што веќе дава успех. Така. Се сеќаваш ли на моментот кога прв пат некој те препозна на улица? Некој кој што не те познал претходно, значи некој кој што од друг град или не знам. Какво чувство беше тоа? Многу чудно. Скопје ли беше? Не, јас затоа што сум од Валандово и често се случуваше, на пример, во Валандово кога ќе одев на училиште или кога заминував да ме препозна некое дете или било што и да, но најмногу го осетив тоа кога бев излезен со баба ми и со дедо ми некаде некој панагјур имаше во некој соседен Леле, град колку или убаво. село, не знам што се случуваше и се појавив и дојда група на деца се сликаат со мене. Да? Да, и баба ми и дедо ми вака само ме гледаат и ја ги гледам и беа што се случува. И јас ќе ви објаснам после, пошто ние не знаат дека јас снимам. И не разбираат, да речам повозрастните, кое е влијанието и која можност ја даваат социјалните мрежи. Браво. Сега знаат, сите се упатени. И баба ми, и дедо ми, и мајка ми, татко ми сите имаат Што TikTok. мислат баба ти и дедо ти дека се социјалните мрежи? Па они се сега многу во тек. И што следи знаат баба дека- ти? Еве, јас морам да ти кажам дека на свекрва ми ја отворив TikTok и дека гледа, те гледаме ги другото, дали се секираш. Поздрав. Гледа многу рецепти. Значи, има за секој од се по нешто. Што е на кое што следат, да речеме, твоите родители?
Па, моите родители, особено, ете да кажем, баба ми по-конкретно, гледа рецепти доста на Facebook, затоа што кога ќе ги отворам галерија, гледам скриншотови прави од рецептот, не знам како да го зачува и прави скриншот. Ама се снашла, браво. Да. Предпоставам дека ти објаснуваш. Да. И така некои новости што случуваат и стрикно јас. Ама апсолутно, поддршката мора да доаѓа најблиску. Ме интересира, сигурно ти се случило и мене ми се случило. Кога последен пат си објавил видео и си рекол пред да го ова е катастрофа, а испаднало дека е вирално и дека е хит. Имам доста такви видеа. Посебно имав едно видео кој што го објавив каде што реагирам на негативни коментари и на секој негативен коментар пукав балон. Не знам зашто викам ова да не е глупост, пошто јас не давам толку многу светли на таквите негативни коментари, но не знам што имаше во воздухот тој ден. Морам да ти кажам едно видео кое што јас го обожавам твое. Кое? Некаде не си во Скопје, можеби си во Белград и пробуваш сладки. Ама со чоколадом, мака крц прави чоколадата и викам Динев бре, што направивме. Најдобар совет што си го добил до сега. Имало многу, предпоставувам, имаш луѓе околу тебе, семејство кое што те поддржува, но има ли некој кој што те изненади со совет? Да, тоа се случи пред доста скоро време. Бев на Исланд и запознав една дама таму, која што, ете, јас поминував низ малку така тежок период, исто и она и нешто зборевме и она ми вика, знаеш ли што сакам да ти кажам една приказна? И вика, мајта. Си постојала, вика, едно кралство. И имало принц на самото тоа кралство и фактички кралот и кралицата, односно мајката и таткото, имале два ковчези. Му дале на самиот принц. Во едниот ковчег бил оној ковчег кој што требало да го отвори на најсреќниот ден од својот живот, а другиот да го отвори на најтешкиот ден од својот живот. И починуваат и мајката и таткото, и оди принцот и го отвара тој ковчег што му е за најлошиот ден. И само внатре имало ливче хартија каде што пишувало ова ќе пројде. И небитно поминува време, принцот продолжува со животот и доаѓа време да се венча. Прави свадба. Најсреќен е тој ден. Така. И му текнува на зборовите на својот татко и на својата мајка и оди да го отвори ковчегот, што е за најсреќниот ден. Као го отвара, внатре пишува и ова ќе пројде. Лекцијата на самото тоа е дека и добрите и лошите работи поминуваат. Се минливо, браво за приказната и браво за господјата која што ти го дала. И на вистина ова е приказна, односно приказна е, меѓутоа ова се зборови кои што би требало да ги запаметите и кога ви е најдобро и кога ви е најтешко. Имаме едно прашање, ама никако чувството внатрешно ми вели дека треба да направиме музичка пауза кратко. Ајде. Пајак и Лара ќе ги слушнеме со Бела, а потоа имам уште неколку прашања кои што сакам да ги поставам. Остани тука. Ај вие. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja se ljuti vara u tega, te ubita ljubomora. Ko Adam sumi ne možem da izdržam, a da ne probam, o ti je uzni bela, moja bela, ne, a ne, pak i natera, le, a ne, za tebe pak ja pravam se, le, bukaju me, ne rani me, na telo tragi od tebe, moja bela si za se kogaš. Dali sam ja, stan što te bude očaj strast, neka čujat se te na glas, neka ti si moj od spas, svakjat zvezdin dok ve na nas, ili da želbi no jedan plan, ti da si moj za se kogaš. To je što go praviš namerno, to, jas po tebe tragam uporno, to, pak me lažeš iskreno. Sada srce kameno. A slatka si koga si nervozna, po duša gnev i nevolja se ljuti vara u tega, te ubita ljubomora. Ko Adam sumi ne možem da izdržam, a da ne probam, o ti je uzni bela, moja bela, ne, a ne, pak i natera, le, a ne, za tebe pak ja pravam se, le, bukaju me, ne rani me, na telo tragi od tebe, moja bela si za se kogaš. To što go praviš namerno, to, jas po tebe tragam uporno, to,
Пак ме лажеш искрено. Сото срце камено. А сладка си кога си нервозна, во душа гнев и неволја се љути бара. Ето сме повторно назад, моравме да направиме една музичка пауза, заслужуваше сето она кое што го кажа Динев. Имам уште многу прашања, ќе се обидам да бидам директна и кратка. TikTok или Instagram? TikTok, таму почне се. Сериозно? Јас вчера си налетав видео на TikTok каде што сум сериозно критикувана, сериозно. Критикувана сум и реков, еве зашто не ми се допаѓа TikTok? Не се пронедов никогаш. Таму се побрутални, да. Како се, го немам прашање, ама како научи да се справуваш со коментарите? Позитивните се многу пријатни за читање, ама Так. некогаш еве јас тргнувам по себе, не ми е баш најпријатно да ги читам, ама па не дозволувам да ме допрет. Се ќе помине. И тоа ќе помине. Многу убаво ми кажа. Ако требаше да избришеш се што досега си објавил и да оставиш само едно видео, кое би било тоа? Уф, ова... Тешко прашање. Знам дека ама е тешко многу прашање добро и знам дека прашање. претирувам, ама многу сакам да те прашам тоа. Дефинитивно би го оставило на видео каде што се враќам назад на село, ја покажувам цела моја приказна. Да, многу моите сакам тоа почетоци. видео, многу го сакам. Да, затоа што сметам дека тоа дава некој нов агол на мене како личност, а и ги охрабрува останатите, особено младите, да знаат дека може да ги достигнат своите цели и дека ништо не треба да им биде пречка. Апсолутно. Да знаеш дека многу често сум била фрустрирана зашто немам баба барем која што живее во некој помал град и каде што можам да го поминам детството. Кој дел од твојата работа изгледа најлесно, а всушност ти одзема најмногу време и нерви? Монтажата. Да. Не, Ќе се не е согласим. толку многу нерви колку што Време. некогаш ми прави притисок, затоа што ако на пример како што сега се вратив од патување, имам околу 30 видеа не измонтирани, а сакам Се сите гледаме да за 2 недели. да, буквално. Тоа многу одзема време. Многу притисок ми прави. Да, и мислам дека понекогаш баш таа полусекунда која што ќе одиш понапред или поназад каде да го Прави сетиш разлика. многу прави разлика. Јас се согласувам. Да. Тој што не правил монтажа никогаш во својот живот, го храбрувам да проба чисто да види колку е тоа сериозно тешко. Зашто троши Динев пари најлесно без да размисли два пати? Храна. Јас многу си сакам храна. Гурман си, да? Да, Благо да, или да. солено? Многу сакав благо еден период, ама сега некако повеќе се наслонувам кон солено. Тоа ќе те прашам нешто што исто така не ми е овде. Што е нешто последно што го имаш откриено, а досега не си знал дека е толку вкусно? Пелја. Што? Пелја. Што? Традиционална шпанска храна. Пелја, со П. Да, вака е како големо Морам да изгуглам. тавче Добро. и е внатре сори со морски плодови, може со месо да се направи, многу е убаво. Паелја. Така го прави. Паелја. Ова? Да. Динев не изгледа ова вкусно. Сигурен си Многу дека е Don't вкусно? judge a book by its cover. Не изгледа. Ми изгледа како манџа од се и сешто. Како турлитава. Да, ама нашата турлитава е многу пријатна за гледање. Гледлива е и јадлива е. Ова така. Зашто Добро, ме ќе ти верувам. осудуваш? Ќе ти верувам. Имам тик-так ми е во Португалија, баш ќе го замолам да проба и ако ништо друго да види дали може нешто полуподготвено да ми донесе навака. Ако можеш да вратиш еден ден од твојот живот, кој ден би го избрал? Последниот ден пред да се одселам од дома. Да, многу, не знам, некако... Емоционално многу не го очекував. Мислев ќе ми кажеш 1 септември некој таков и сега да Не. тргнам со шега. Добро. Затоа што, знаеш, у моментот кој беше уствари последниот ден, не си толку многу свесен дека ти е последниот ден Да. дома и дека Секогаш имам уште малку време. да, и дека после сето ова све се менува, зашто сепак јас сум возрасен, не сум со моите, Да. многу ретко ги гледам. Одговорноста е сосема друга. Научи ли да переш сам, да пушташ програми? Да, нели? Јас тоа го правив кога живеев со моите. Браво. Ете си пример за младите. Кога последен пат направи нешто за прв пат? Моето последно прашање. Знам јас, денес дојде во МТВ, никогаш претходно не си дошол. Тоа да, дефинитивно. Ама тоа значи дека сигурно ќе не дојдеш пак. Мене ми беше многу пријатно. Не ќе да ми биде последот. Ау, никако нема ти биде последно, а и после ваков разговор мислам дека ќе сакаш и ти да се вратиш. Јавно ќе ти заблагодарам, да не заборавам. Наде те поздрави и Ване каде ми беше? Чекам. Го заборавив другиот дечко, нека ми извини, нека ми прости. Само забораваш. Да, Само нешто забораваш. заборавам. Наде и Павел не слушаат. Наде и Талевска, Павел. нашата пејачка, и Павел е наш актер од Охридски театар, Маслов. Патуваат за Може Охрид, ќе не дојдат, за Скопје. претпоставам. Па да ги поканиме јавно. Од Па, наде еве. чекаме новите песни од септември. Павел да го Многу се каже радувам. може ќе има некоја премиера. Како Да. си помина ке нас? Супер.
Убаво. Супер, да, Кажи, многу ќе ни беше дојде пријатно. повторно. И ние гледаш? си поминавме супер, се надевам дека и гледачите ја почувствуваат таа убава енергија. Динав, ти благодарам ово утро што не стана порано, мислам дека си стануваш набуден Да. си испи кафе, но Таман ми дојде. првиот дел од утрото го помина во студиото на МТВ, односно и на Радио 2. Ти благодариме. Фала и на вас. Ете, додека го гушкаме ние Динав, вие ќе го преслушате Мики Сакуловски. Зошто мора да си ти? Зошто? Зошто? Зошто да? Уживајте. Зборувај се што мислиш и се што чувствуваш. Сакам се да знам. Со мисли далечна, но најдобро те познавам. Те чувствувам толку моја, иако оние ти велат дека не ми припаѓаш. Не сум најдобар, но кога не сум твој со душа, јас сум само полождан. И не знам зошто мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли, пак за тебе живеам, а без тебе умирам. И не знам зошто мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли, пак за тебе живеам, а без тебе умирам. Верувај, се што сакав и се што ветував ме прави сега слаб. Тие зборови што некогаш ги кажа, сега ги забораваш. Не, признавам, една мисла повторно ме тера да не се откажам. Не сум најдобар, но кога светлата ќе згаснат, само ти ми треба знар. И не знам зошто мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли, пак за тебе живеам, а без тебе умирам. И не знам зошто мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли, пак за тебе живеам, а без тебе умирам. Само знај, нема да се предадам, нема ни да дозволам за крај. Мојот сон некој да го живее, тебе да те однесе после се. Затоа мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли, пак за тебе живеам, а без тебе умирам. Затоа мора да си ти, таа што буди немири, таа што крие спомени. Но душава ме боли. Ти, Мики Сакуловски, кога не го слушнате оваа песна, толку убава квалитетна македонска Ако не музика сум јас, ќе имаме. бидам некоја друга, ете зошто мора да си ти. Ох, на прашање. 30 степени во Скопје во моментов температурата, меѓутоа се чувствува како сигурно некои 32, 33 степени, 30. 30, Во моментов, да. секако. 10 часот и 45 минути. Многу сакам да ја поздравиме Натка, вели поздрав до преубавите водители и најубавиот гостин. Се согласувам, денес на вистина изобилувавме со позитивна и убава енергија и се надевам
надевам дека вие тоа го препознавте, ама за дел од ова сте виновни и самите вие со оглед на тоа колку пораки имавме денес и колку лајкови и колку преслушување и колку луѓе во живо. Навистина се радувам што сме дел од овој проект. Ете така, и многу пораки денеска добивме и тоа посебно ме радува. Пред да се одјавиме, само сакам кратко, кога сме нели кај срекните вести, две кратки срекни вести, еве само на брзинка да ги кажам, бидејќи едната е поврзана за денеска, чисто како одјава во Битола се слави една јубилејна приказна, Фолтин 30 години на сцената. Мислам дека треба да ги поканиме да ни бидат гости во студиото. Ке ми биде задоволство, ги слушам цел свој живот, Значи, знам исто... дел од нивните песни и навистина, еве, јавно ќе ги поканиме, а Ване ти ќе се погрижиш да дојдеш до контакт. Да. А во Битола вечерва има слушачка промоција на нивната двојна плоча Фолтин во живо. Момците ова издание го нарекуваат нивна звучна монографија снимена во живо во Пловдив и Скопје на аналогна опрема, а винилот е печатен директно во Сони во Виена. И втората срекна вест ни доаѓа од Херцег Нови на филмскиот фестивал таму. Македонскиот филм Скейтбордингот не е за девојчиња на Дина Дума предизвика вистински овации и гласни аплаузи на преполната Канли Кула. Исто како што зборувавме пред некој ден за во Сараево. Ама на вистина имаме квалитетни луѓе кои што секаде ни светот не представуваат. Браво. И многу се гордам. Да, на вистина ваквите моменти те прават да се чувствуваш горд дека доаѓаме од една можеби мала, но многу плодна почва за уникатни, не само луѓе и таленти. Еве, имавме таков гост, толку млади. Еве, на мене покажи или за гостинот зборуваше дека седеше тук. Ја рака ти давам, добро. Не мора. Доста е за денеска, да. Плюс имаме една многу убава песна за крај. Убава песна за крај и време е за ретрохитот за ова среда, за крај, кој што го имаме. Ќе се вратиме во златните години зорка на македонската поп сцена. Ќе се вратиме, ќе преслушаме нешто кое што ни недостига години и за жал прерано не напушти, но еден и единствен Тоше Проевски. Има песни кои што не стареат, туку со секое слушање стануваат се помагични. Морам да ти кажам дека како поминува годините се повеќе и повеќе се заљубувам во песните на Тоше Проевски. Можеби сум била премногу млада да се поврзам со дел на неговите текстови, но сега како поминува времето, секогаш кога можам, сакам да ги слушнам. Сакам и вие да ги слушнете, како ретрохит број 2, Морска звезд. Една од песните кои што немаш шанси да не ве натера да се размрдат. Чао од нас, се слушаме утре во 9 часот и 50 минути на Радио 2, продолжува колешката Рашела со ритамот во денот од 11 часот. Поздрав, чао. Одам по патот што го сонив, лево љубов, па десно музика. Нема да кажам колку добив и чија во джебот чувам слика. Сакам да знаеш дека лажат, дека веќе сум станал горделив. Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели. Се колам во песните мои, те сакам ко првиот ден. А лето ко лето се брои, што месента расипе се. Морска звезда, каде си сега, дури ветрот игра со лисјаc, зашто писма ти не ми пишуваш? Морска звезда, дали ме памтиш, дали солза образ ти краси, кога име ќе ми спомена? Морска звезда, каде си сега, дури ветрот игра со лисјаc, зашто писма ти не ми пишуваш? Морска звезда, дали ме памтиш, дали солза образ ти краси, кога име ќе ми спомена? Сакам да знаеш дека лажат, дека веќе сум станал горделив. Спомен ме носи покрај плажа и лежам на твоите гради бели. Се колнам во песните мои,
Те сакам ко првиот ден, а лето ко лето се брои, што месента расипе се.